Насилен, доминантен, љубоморен и несигурен. Ова е профилот на еден насилник. Секој кој ќе ги препознае овие карактеристики на една личност треба навреме да се заштити и да прекине секаков однос. Ова го посочуваат психолозите кога станува збор за секаков вид на насилство. Психолошките последици, кои што се доста непријатни, главно анксиозно и депресивно расстройство, намалена самодоверба кај жртвите, чувство на вина и на срам за тоа што се случува. Кога ќе кажеме чувство на вина, треба да знаеме дека многу често во разговор со луѓето кои што биле жртви споделуваат дека се чувствувале до некаде виновно зашто они се наоѓаат во таа ситуација. Сето ова според психолозите бара долготраен третман за да се надминат психолошките проблеми, а особено кај децата. Ефектот кај децава, доколку се дел од тоа семено насилство или гледаат такво однесување и таква ситуација е исто многу негативни последици со тоа што најчесто се знаат да се затворат, да се изолираат, го намалуваат социјалниот контекст и со другарчињата и со останатите возрастни. Најчесто насилниците се од машки пол, а жртвите се плашат да пријават заради финансиската зависност од партнерот. Додаваат дека е многу важно навреме да се препознае семејното насилство и да се побара помош од соодветните институции. За 5 месеци регистрирани се 4 убиства и 1 обид за убиство, а само во првите 2 недели од јуни 89 кривични пријави за семејно насилство. Потрагичниот настан во Скопското Афталидже, кога Ивана заедно со својата ќерка се фрли од тераса, а незиниот сопруг Стојанче доби 12 години затвор за поттикнување на самоубиство. Се почести се апелите на надлежните институции да не се молчи за насилството. Министерот Тошковски најави законски измени со цел поефикасно институционално постапување и побрза заштита на жртвите, а граѓанскиот суд воведе 24-часовно дежурство за итно изрекување мерки за заштита на жртвите.